На средината од најстудениот месец и после новото покачување на цената на струјата, РЕК Битола продолжува да работи по принципот падни стани на блоковите. Според информациите до кои дојде Алфа, од утрово комбинатот повторно работи со само еден блок. Во функција е само вториот блок, велат нашите извори. Од комбинатот пак се правдаат дека причината за ваквата состојба била непланирана санација на цевководниот систем на блокот 1. Интервенцијата која започна утрово не беше планирана и ќе трае неколку денови, пошто постројката ќе биде ставена во функција и заедно со блокот 2 ќе произведува електрична енергија. Блокот 3 пак планирано е во застој и на него се одвиваат тековни активности за одржување на постројката. Согласно планот за производство, сите 3 блока на РЕК Битола треба да бидат на мрежа кон крајот на јануари, не информираа од комбинатот. Ова е втор пат за само 20 дена РЕК да работи со само еден блок, откако пред крајот на декември, заради заштеда на јаглен, исто така во функција беше само еден блок. Тогаш од комбинатот оваа информација ниту ја потврдија, ниту ја демантираа, ама се оправдаа дека производствениот процес во РЕК Битола се прилагодувал согласно планот за производство на АДСМ, потребите за електрична енергија на универзалниот снабдувач, односно потрошувачите, и согласно околностите во комбинатот и компанијата. Со нецелосен капацитет постројката работеше и во октомври, кога прелетна птица ги исфрлил од систем блоковите 1 и 3. Инаку во РЕК Битола во последниве години на неколку пати се случуваа и сериозни хаварии. На 5 ноември 2021 година таму изби пожар од кој целосно беше онеспособена трафостаницата на блокот 3, а на неговата санација и повторно ставање во функција се чекаше се до јануари 2023 година. Во февруари 2022 пак имаше пукање на цевки во котелскиот дел од блокот 1, заради што и тогаш РЕК Битола извесно време работеше со значително намален капацитет, па недостигот од електрична енергија се надополнуваше со увоз на енормно скапа струја.